17 судии се соочиле со прекршочни казни од 300 евра минатата година, бидејќи не ги известиле антикорупционерите за нивната имотна состојба. Бројката на судии во земјава кои не доставиле анкетни листови лани е речиси дуплирана. Но по укажувањата било интервенирано, вели за телевизија 24 председателката на антикорупцијската комисија. Судиите не доставувале редовно анкетни листови, дека податоците биле непотполни, дека податоците често пати биле неажурирани, дури имало и неточни податоци, и од тие причини нашата комисија прекршочна има издадено 17 прекршочни платни налози. Антикорупционерите проверуваат дали се точни податоците кои околу 500 судии официјално ги представиле во анкетните листови. Тоа е едната страна од процесот за прочистување. Останатиот дел, работењето го оценува судскиот совет. Телевизија 24, почнувајќи од врвот во судството, судскиот совет и Врховниот суд направи анализа на нивниот имот, кој е официјално пријавен и достапен на интернет. Наимотните тројца судии работат во Врховниот суд кој носи конечни одлуки за сите предмети по жалби од целата држава. Нашата анализа покажа дека Афрем Фидани е единствениот судија кој тежи над 500.000 евра, а целиот имот му е запишан само на негово име. Фидани е судија во Врховен суд од пред 3 години. Беше известител во Советот кој го разреши Јово Вангеловски. Прелетувајќи неколку скалила, Фидани од адвокат станал судија во 2011 година. Дел од парите на негово конто Фидани ги образложил како стекнати на друг начин. Речиси во секој анкетен лист може да се сретне ова образложение. Тие слабости се детектирани во постојниот образец за поднесување на анкетен лист, меѓутоа, бидејќи ние веќе подготвивме нова содржина на анкетниот лист, сите тие работи тамо проблеми се елиминирани, се надминати, напишани се, наведени се начините по кои што може да се стекне еден имот. Судиката Марика Матеска е речиси непозната за јавност. Нејзиниот анкетен лист е подолг од оние на колегите и тежи околу 600.000 евра. Земјиште, станови, викендица на Попова шапка над 500.000 евра орочени во банка. Најголем дел од имотот е заеднички со сопругот. Тежок околу 600.000 евра и анкетниот лист на судиката Мирјана Лазарова Трајковска, која во Врховен дојде откако и заврши мандатот во судот во Страсбур. Во тој град во Франција Лазарова поседува и стан. Подарена викендица во Берово, уметнички слики, накит од околу 5.000 евра. Меѓу анкетните листови на судиите сретнав ми едно југо и трактор, собственост на родителите на судијата Сафет Кадрии. Заеднички за поголем дел од судиите се пријавените кредити, но и фактот дека поголем дел од имотот е запишан на нивните брачни партнери. Првиот човек на најмокината правосудна институција има скромен анкетен лист, споредбено со неговите колеги. Киро Здравев пријавил 2 стана, штедна книшка со 24.000 евра и 2 кредита од 60.000 евра. За разлика од него, колегата во судски совет Зоран Теофиловски, кој е обвинет и за злоупотреба при приватизација на земјиште, има подолг список на собственост. Освен двете куќи и станови, Теофиловски е колекционер на уметнички предмети. Наследил накит од благородни метали во вредност од 16.000 евра, а има и 2 кредита од 75.000 евра. Ова се само дел од анкетните листови кои самите судии ги пријавиле. Во антикорупцијска комисија констатирале дека 2 судии и еден обвинител имале несразмерно зголемен имот. Се истражува како е стекнат тој имот.